Европските оператори на преносни системи подготвуваат вонредни планови и ги мобилизираат резервите за да ја одржат стабилноста на мрежата за време на предстојното помрачување на сонцето. Ненадеен пат на производството. Помрачувањето предизвикува драматичен пат од десетици гигавати соларна енергија за само неколку минути, што создава голем оперативен притисок за одржување на рамнотежата во преносната мрежа. Активирање алтернативни извори. За да се надомести губењето на соларната енергија, предвидено е брзо пуштање во работа на хидроелектрани, гасни централи и батериски системи за складирање. Критичен момент при повторно појавување. Најголемиот предизвик е наглиот скок во производството кога сонцето повторно ќе се појави, што бара прецизна координација меѓу европските оператори за да се спречи преоптоварување и прекини во снабдувањето. Истражувачи од Израел и Кина открија дека габичките од цревната микрофлора на гасеницата од восочниот молец можат брзо да разградуваат стиропор и да понудат ново биолошко решение за пластичниот отпад. Улога на микробиомот. Анализите потврдија дека ларвите не ја варат пластиката сами, туку специфични габични соеви во нивниот дигестивен систем ги сечат хемиските врски во полистиренот, претворајќи го во едноставни органски соединенија за неколку дена. Еколошко решение за стиропорот. Бидејќи природната разградба на стиропорот трае со векови, изолирањето и лабораториското размножување на овие габички овозможува негово отстранување преку контролирани биореактори. Идни планови. Истражувачкиот тим работи на идентификација и синтетичко производство на точните ензими во фабрички услови, со што би се овозможило рециклирање во големи размери без потреба од одгледување милиони гасеници.